Благодарам, Јована. Време е за второто линковско вклучување на актуелна тема. Имено раната детекција и брзото пријавување се клучни во борбата со чумата кај малите преживари, болест која што не е ризична за човекот, но и тоа како за животните. Кај нас не е присутна, но алармот го крена појавата на чумата во соседството. Екипите на Агенцијата за храна и ветеринарство овој период се на терен со бројни превентивни мерки, какви дознаваме од директорот Оливер Миланов. Добро утро и благодарам вака рано утро за позитивниот одговор за разговор во Македонија на утро. Ги споменавме, господине Миланов, превентивните мерки, какви се ги има на терен во моментов? За наша среќа, ова високо заразна маларична болест се уште не е присутна во Република Македонија. Станува збор за 487.000 грла на овци и кози, од кои 50.000 грла се кози. Во момент, претходно малку да навратам наназад, во 70-тите години за прв пат во афричките земји е присутна оваа маларична болест. Во соседството првично пред неколку години била присутна во Република Бугарија. Ние како Агенција за храна и ветеринарство донесовме решение за забрана за увоз на живи животни и преработка на истите. Кога зборам преработка на истите, зборам преработка за извозот ќе трпи последици во однос на млеко, млечни производи, волна, кожа. Како Агенција за храна и ветеринарство, исто така нашите инспекцијски служби се мобилизирани. Во претходната недела имавме состаноци со пограничните делови во Грција. Најпрвен болеста е забележана во Романија, во остатокот од последните десетина дена е присутна и во Грција. Највеќе во Очеп е мобилизирано со пограничните градови, благодарност до градоначалниците од овој дел на кој што се граничиме со Грција. Ние како Агенција за храна и ветеринарство одржавме неколку средби со ветеринарните друштва кои што се и одгледувачите на овците на козите, каде што е највеќе присутна оваа болест. Пак ќе кажам 487.000 грла на овци и на кози се голема бројка која што ние како Агенција за храна и ветеринарство правиме максимални напори околу спречување на болест и влегување на истата тука. Оно што е многу важно е сточарите во моментот да ги почитуваат условно кажано правилата на игра, да ги изолираат стадата, да тргуваат со сертифицирана стока? Да. Исто така, одржавме претходнава недела со ветеринарната комора, ветеринарниот факултет и со сточарите и одгледувачите на овци и на кози, каде што заклучокот беше раната детекција и превенција на болеста, со тоа што доколку има некој сомнеж, а сомнежот е оваа болест ги напаѓа директно овците и козите со стоматитис, пневмонија, синузитис, така да должни сте како ветеринарни друштва и одгледувачи, сточари, да пријават до инспекторот подрачен, каде што ќе треба да се земаат брисеви за испитување до самите лаборатории. Ќе следиме состојбата, се разбира, се надеваме дека превентивните мерки ќе бидат ефикасни и дека нема да имаме појава на чумата во Македонија, но како и да е сите информации на оваа тема ќе ги имаме во периодот кој што следува. Во меѓувреме, уште една актуелна тема би сакала да ја продискутираме, заврши проектот за безбедност на храната и здравствена заштита на животните. Она што мене ме интересира е што значи тоа во пракса. Во пракса значи дека тоа беше 868.000 евра обезбедени финансиски средства од Европската унија. Во моје име, во име на Агенцијата на Агенцијата за храна и ветеринарство, патувам благодарност. Тоа станува збор за финансиски средства обезбедени преку Европската унија од конзорциумот КАПА. Произлегоа многу 4 компоненти, од кои што 4 компоненти се брза детекција на системот за благосостојба на животните, безбедност на храната и здравјето на луѓето, официјалните контроли и системот на проследување, како и собирање на понатоци за проценка на ризик. Многу од експертите кои учествуваат тука, исто благодарност до нив, како и макротропната работа кој што дел од колегите во Агенција за храна и ветеринарство придонесо со нивен придонес и
заклучок за понатамошни решенија во однос на истиот. Ја споминавте во еден сегмент безбедноста на храната, на оваа тема многу ангажирано работите. Целиот летен период посветено со инспекторите на терен во туристичките центри сте. Какви неправилности беа констатирани? Освен во туристичките места каде што бевме во претходниот месец, претходна нела, претходните неколку дена посветивме малку повеќе внимание и вонредни инспекциски надзори во Стара Скопска чаршија, Пластичарската улица, Бит пазар и делот од Јаја Паша Чирченка. Беа посетени повеќе кебапчилници, чајджилници, ресторани, сладкарници, месарници. Во текот на денешниот ден ќе имаме извештај со бројки од инспекцијските надзори. Детектирани се неколку случаи на не регистрирање како објекти за храна, непочитување на хигиенските услови, како и непочитување на ХАСАП стандардите. Имајќи ги предвид овие статистики во однос на извршените инспекциски надзори, каков е впечатокот? Колку трговците со храна ги почитуваат правилата? Можем да кажам дека половично ги почитуваат, половично даваме како еден вид едукација, опомени, со оглед на временскиот рок и со оглед на контролите што ги вршиме. Се надевам дека во иднина ќе имаме добра соработка со операторите со храна. И вака екипирани како што сте, постигнувате да го сработите оно што е на агендата, но во последното гостување во Македонија наутро ни споменавте дека недостасуваат поголем број на инспектори. Ќе ги добие ли агенцијата во периодот кој што следува? Јас се надевам дека ќе ги добие, затоа што ние во претходниот период пративме план за вработување и унапредување за 2024 година, како и во наредниот период ќе се прави исто нов план за вработување и унапредување за 2025 година. Во моментот во Агенцијата за храна и ветеринарство недостигуваат околу 40 на инспектори, ветеринарни инспектори и инспектори за безбедност на храна. Се надевам владата предводена од премиерот Христијан Мицкоvić ќе ни излезе во сусрет во оваа работа и се надевам дека од 2025 ќе можеме да постигнеме на целата територија на Република Македонија, бидејќи станува збор за голем опсек на маркети, месарници, како што кажав, кебапчилници, чајджилници, кои што со реорганизација во моментот ние постигнуваме, меѓутоа неопходни се за функционалност на Агенцијата за храна и ветеринарство. Ние следиме вашата работа и со сите она што ќе биде ново и активно ќе информираме во утринската програма. Благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Јована, тоа беше директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов, со кој што продискутиравме на неколку различни, но сепак актуелни теми кои што се поврзани тесно со нивната работа. Она што е добро, а можеме да го заклучиме во моментов е дека чумака и малите преживери во Македонија нема. Превентивни мерки се бројни на терен, истите се надеваме дека ќе вродат со плод и истата нема да се појави. Кај нас во однос на безбедноста на храната и со малиот број инспектори со кои што располагаат, работата се врши непречено, па тука ќе упатиме апел и до сите оние кои што работат со храна. Безбедноста на храната треба да е приоритет за сите нас. Имаме ли прашања?